Почитувани, се наоѓаме можеби во еден од најтешките мигови кои секој од нас ги живее. 3 месеци Република Македонија, како и повеќето држави низ светот, е нападната од непознатиот непријател наречен COVID-19. За да нашата несреќа биде уште поголема, ние ја имаме и најнеспособната влада во регионот, а и пошироко, која требаше да изнајде начин да го намали бројот на заразени и починати лица во државата. Напротив, не само што не успеа да го сведе на минимум, туку во последните денови бројот енормно расте, како на заразени, така и на починати лица. Додека секаде во регионот бројот на заразени лица е со едноцифрена бројка, а починати речиси и да нема, кај нас состојбата е загрежувачка. За само една недела имаме 462 ново заболени и 26 починати лица, од кои 101 заразени и 4 починати се само во последните 24 часови. Повторувам, за само една недела 462 заразени и 26 починати граѓани на Македонија. Комисијата за заразни болести, која треба да го менаџира целиот овој процес, за жал поткркна на политиканството на Зоран Заев. И затоа деновиве ни се случува ова што го гледаме. Ако до пред неколку денови верувавме дека кај овие луѓе водилка ќе биде Хипократовата заклетва, во последниот период целосно ја изгубивме довербата во нив. Ресорниот министер Филипче, мислечи пред се на личниот и партиски рейтинг, за жал ја потцени оваа болест и заборави на нејзината сериозност. Додека за економијата нема што да зборуваме. Таа е урната како кула од карти. Штетните последици од лошото справување со економската криза од пандемијата повеќето граѓани ја чувствуваат во моментов. А со оваа влада најтешкото во економијата доправа доаѓа. Од друга страна, уште од самиот почеток на пандемијата, СДСМ се однесува крајно несериозно, потценувајќи ги сите граѓани, вклучувајќи ги и граѓаните на Кавадарци. Почнаа да делат некакви хуманитарни пакети кои ги нарекоа донација од семејството Заеви, а сите знаеме зошто ја даваа таа донација. Потоа делаа заштитни маски со нивното партиско лого, со што на дневна основа извршија контакти со граѓаните, доведувајќи го во прашање здравјето на стотици граѓани во Кавадарци. Потоа делаа и флаери по населението, на кој главното мото беше дека сме ја победиле пандемијата, за да пред некое време излезат на пресконференција, убедувајќи не дека треба да живееме со новата нормалност. Замислете, додека бројот на заразени расте, СДСМ ни представува нова нормалност. Срамно, неодговорно и несериозно. Па така одлепени од реалноста, почнаа да држат секојдневни пресконференции на тема од земјоделие до туризам, за да откога половина раководство им замина во самоизолација и најблиските соработници на Зоран Заев се испозаразија од вирусот, главен проблем им стана Најче Чулев. Не баре тој требало да им кажува каде да одат и како да се однесуваат. Во следниот период од нив можеме да очекуваме како некој од партиското раководство да излезе на пресконференција и во стилот на поранешниот Реис Сулейман да го прогласи коронавирусот за мртов. Почитувани граѓани, ова не е случајно. Ова е партиски оркестрирано и диригирано се со цел да испровоцираат брзи парламентарни избори, каде што народот ќе се плаши да излези на истите, се со единствена цел да се обидат да го ублажат катастрофалниот пораз кој ги очекува. На крај би им порачале: господо од СДСМ, ние како општински комитет нити се плашиме, ниту бегаме од избори, затоа што СДСМ 15 години нема победено во Кавадарци. Без разлика кога да се случат изборите, вие ќе го доживеете најубедливиот пораз кој што воопшто ви се случил во Кавадарци. Тоа и самите го знаете, па затоа сте во паника и очај. ВМРО ДПМН е партија која се грижи за народот. За нас главен приоритет е заштита на здравјето на граѓаните. ВМРО ДПМН е различно од СДСМ. Република Македонија и граѓаните низ историјата поминала и победувала во многу потешки моменти. Така ќе биде и овој пат. Заедно со граѓаните ќе ја победи и корона кризата, а потоа и Зоран Заев.
Inel го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.